Вести на Канал 8. Добар ден. Се стабилизира водостојот на реката Злетовица, а се санира и состојбата со поплавеното земјоделско земјиште во атарот на селата Новоселани и Лепопелци. Од општина Чешиново Облешево испратиле механизација за расчистување на затрупаните канали и спречување на излевањето на реката. Извесно намалување на нивото на водата во реката Злетовица е регистрирано во изминатите 2 дена. Со тоа е намалена и опасноста на тамошно нејзино излевање и поплавување на околните земјоделски површини засејани со ориз во атарите на селата Лепопелци, Новоселани и Жиганци. Во меѓувреме реагирали и од општина Чешиново Облешево, од каде била испратена градежна машина за расчистување на затрупаните канали и поставување земјени наноси покрај речното корито, што треба да спречат повторно излевање. Во меѓувреме и земјоделците излегле на терен за да ги санираат штетите што ги предизвика надојдената вода. Од околу 40 хектари, проценките се дека најголема штета има на оризовите ниви на површина од околу 2 хектари. Таму целосно се уништени земјените прегради меѓу нивите, а однесен и семенскиот материјал што бил посејан пред неколку дена. Поради тоа, неопходно ќе биде оризопроизводителите повторно да ги изораат површините и да извршат ново засејување. Пред 2 дена, кога состојбата беше крајно алармантна, земјоделците се пожалија дека ќе претрпат големи штети, а немаат веќе пари за повторна обработка и сеидба. Мој се 1 хектар поплавени, пола е посејано, полата стои така, не може да ни ги обработам. Со Фергусон не се влегува, осве треба да платам 1000 динара по декар да ми ги фризират. И тоа од кај ќе најдам пари со 6000 пенсија. А тука негде околу 40 до 50 метра може да направиме некој дел да спасеме. Другото не знам што да направам. Еве, јас со погледам машина слика у Калшо пропаѓам без веза. 400 кила нафта сам потрошил у некој начин за 27 декар ориз што оборотувам сами. Од тоа живеа. Нисам вработен, нисам ништо. Земјоделците велат дека сега ќе бидат во трка со времето за да го запазат оптималниот рок за сеидба. Од друга страна ги загрижувале најавите дека врнежите од дожд ќе продолжат и во наредните неколку денови, што освен одложувањето на земјоделските работи можело да предизвика и повторно поплавување на нивите, ако каналите не се исчистат навреме. Повторно се актуализира прашањето за покривање на десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница што поминува низ Кочани. Особено проблематичен е делот кај улицата Роза Петрова, каде не постои никаква заштита, па каналот е потенцијална опасност по животот на луѓето, посебно на најмладите, кои често се играат во непосредна близина. Покривањето на десниот магистрален канал останува нерешлива загадка за кочанската локална самоуправа, затоа што нема доволно пари тоа да се реализира. И понатаму овој објект ќе остане отворен по целата негова должина од излегувањето кај улицата Роза Петрова и ќе представува опасност за секого што поради незнаење, невнимателност или со некаква намера ќе му се приближи. Високите странични ѕидови и брзата и студена вода оневозможуваат она што ќе се најде во каналот да излезе или да биде извлечено. Во изминатите децении неколкумина граѓани, поголем број домашни животни, но и моторни возила и покукнина настрадале поради паѓање во каналот. Стравувајќи за сопствената и сигурноста на своите најблиски, жителите на улицата Роза Петрова во непосредна близина каде што каналот излегува од подземја, уште пред неколку години апелираа за преземање мерки за негово обезбедување, односно покривање. Дечиња водаци секој мора за рака да го води да не падне. И случува се многу пати така деца играат си па топка или било што под топката. Секој кога има мали деца сега. Опасно е у секоја смисла сега. Ако може да се покрие тоа, не знам, тоа кошта, ама сега треба да се најдат средства и да се реши тоа. Деновиве граѓаните повторно излегоа со истата иницијатива, а таа беше пренесена и на последната седница на Советот, преку формата на советнички прашања. Предлагам да се поплочи, тоа е малку поголема инвестиција, али да се почне да се размисле за таа работа, да се тоа реши. И мостот кај што се поминува од оздола нагоре, исто така нема ограда и е тоа стварно потенцијална опасност. Одговорот од локалната власт е дека основен проблем за непокривањето се парите. Ние го имаме како проект, меѓутоа страшно голем проект е, страшно големи средства се и општината не може да издвои, да се работи за неколку милиони евра.
не може да издвои толку средства, меѓутоа аплицираме до некои фондации, некои донации и заедно со водостопанството, они го изработија проектот, имаме го проектот, заедно со водостопанството ќе тражиме средства. Така да сега за сега така останува за тоа. Во периодот кога каналот бил граден, на овој дел од Кочани воопшто не бил урбанизиран и населен, па опасноста за животот на луѓето била сосема мала. По урбанизацијата имало размислување и обиди за негово делумно покривање или пак обезбедување со заштитна мрежа, но тоа било без поголема ефикасност, бидејќи се поставени недоволен број бетонски покривни плочи, а заштитната мрежа е украдена или уништена. Сепак, граѓаните се надеваат дека решение можно да се најде, и тоа во најкраток можен рок, додека не се случила некоја поголема трагедија. Започна да тече рокот за пријавување на земјоделците за добивање субвенции од државата. За сега одзивот е минимален, па од подрачната единица на Министерството за земјоделство упатија апел земјоделските производители да не го чекаат последниот рок, туку навремено да ја поднесат потребната документација. Многу слаб е интересот на земјоделците од Кочанско за поднесување барања за добивање субвенции. Рокот веќе започна, но просториите на подрачната единица на Министерството за земјоделство се полупразни, иако заинтересираните можат без гужва да ја завршат комплетната процедура. Иако временските услови во изминатите денови не овозможуваат да се работи во поле, земјоделските производители не ја користат можноста брзо и ефикасно да ја поднесат потребната документација. Поради тоа, од подрачната единица упатија апел да не се чека последниот рок, затоа што пролонгирање на термините ке немало. Веќе навлегуваме во така наречено крајни рокови за пријавување на основното барање кај од страна на земјоделците, па затоа и овој момент го користам да ги повикам, односно апелирам да пристапат кон нашите, односно простори, кон нашите оператори кои што ги очекуваат во секој момент да си го остварат своето право за субвенционирање, бидејќи крајниот рок е сосема близу, тоа е 30 мај. И оваа година од највисоките структури ни се најави дека ваквите, пролонгирање на рокови нема да бидат како што беа од минатите години. Минов вели дека одзивот на земјоделците досега е многу мал, односно не се пријавиле ни 5% од очекуваниот број апликанти. Загрижувачки е веќе, многу мала е бројката сега за сега, некаде околу 100, многу малку, од земјоделците веќе си го оствариле, односно своето право на аплицирање, а бројката е драстично поголема, односно се работи за од 3200-300 па до 3500, од 3500 апликанти очекуваме, што е една голема бројка, а периодот е многу мал. Во моментот просечно дневно се пријавуваат по 10 земјоделци, иако службите на подрачната единица на Министерството за земјоделство можат да обработат и до 120 барања. Ова значи дека ако се чека на последните 2 седмици од мај, ќе се создадат големи турканици пред просториите на подрачната единица и за да ја завршат процедурата на апликантите ќе им биде потребно да чекаат и по неколку денови. Компанијата Мак Прогрес доби Б интегрирана еколошка дозвола. Извршниот директор Глигор Цветанов смета дека дозволата е потврда за исполнување на заложбите во оваа сфера. Добивањето Б интегрирана еколошка дозвола, освен исполнувањето на законските барања, за нас е и потврда за исполнување на заложбите за одржливост во работењето и заштитата на животната средина, смета извршниот директор на компанијата Глигор Цветанов. За Мак Прогрес добивањето на интегрирана Б еколошка дозвола значи освен исполнувањето на законската обврска која компанијата има спрема постоечките закони, исто така значи потврда за сети напори што компанијата ги вложила кон зачувувањето на животната средина и сите напори кои минатите години тимот на Мак Прогрес, менеджментот и вработените работеа за подобрување на енергетската ефикасност, промена на поеколошки енергенси со преминување од нафта кон газ, намалување на потрошувачката на електричната енергија, исто така намалување на комуналниот отпад и рециклирањето на секундарни сировини. Мак Прогрес исто така е членка на Пакомак, компанија која се грижи за справување со отпадот од пакувањата и е корисник на Green Dot, ознаката на своите производи кои гарантираат дека производите од амбалажата се исто така селектираат, откупуваат и рециклираат за втора употреба.
Градоначалникот Емил Дончев вели дека Виница води сметка за заштитата на животната средина, истовремено давајќи подршка на ваквата определба. Така и нашите компании кои стопанисуваат на територија на општина Виница согласно законот се должни да учествуваат во зачувањето на животната средина. Така, компанијата Мак Прогрес е прва компанија во општина Виница која што добива Б интегрирана дозвола, односно усогласување со оперативниот план за заштита на животната средина. Уште компанијата ИМАК која е во постапка на добивање на ваква дозвола, свечено денес и ние предаваме на компанијата Мак Прогрес оваа Б интегрирана дозвола. Извршниот директор Цветанов вели дека Мак Прогрес е општествено одговорна компанија, што е случај во делот на заштитата на животната средина, поради што се преземаат и други еколошки мерки. Продолжува нашиот проект РРР, што значи рециклирај, реупотребувај и користи понатаму. Значи, со дополнително намалување на потрошувачката на електрична енергија во сите наши производни погони, замена на комплетно осветлувањето од старото неонско на LED ново осветлување. Исто така со подобрување на енергетската ефикасност во делот на промена на енергетското гориво на останатите линии кај што тоа не се користи и во подобрување на производителноста, односно намалување на загадувањето на околината по единица производ. Освен имплементацијата на еколошки стандарди, новите вложувања и развојот на Мак Прогрес ја искачија компанијата на водечкото место според извозот во прехрамбената индустрија во Македонија. Традиционално денот на трудот прославен на некои од околните излетнички места или во планина. И времето се погоди добро, па 1 мај кочанци го прославија со ракија, богата трпеза и песна. И покрај најавените врнежи од дожд за време на празнување на денот на трудот 1 мај, сепак повеќето од граѓаните беа храбри, го напуштија градот и заминаа на некои од околните излетнички места или во планина. Уште во раните утрински часови маркетите беа преполни со луѓе кои пазаруваа и се подготвуваа за излет. Се размислуваше и за евентуално невреме и грмежи како што се очекуваше во попладневните часови, па затоа повеќемина граѓани уште од рано наутро се сместија на места каде што има покрив над глава. За тоа идеално место беше кај Дабот во село Бели, каде од народ, како што велат старите, немаше каде игла да се фрли. Беше преполно, а превладуваа и децата, каде секоја полјана ја користеа да играат топка. 1 мај се славеше со ракија, музика и скара. Мислам дека е добро, се убаво е, пиење, јадење, скараджијата е до мене, добра скара направи оваа година, и со другарите пинувам и така. Пивци има. Секоја година се собирате вака на 1 мај? Па скоро секој, кој може, секој пат дојде, кој не, по пато, натам, на сите. Колку сте друштво тука? Едно друштво. Добро, колку луѓе? По околу 15 души. Со деца плюс 15. Цел автобус. Кажи ми ти што направи скара денеска, затоа што ти си скараджија? Скара, па едно 15 кила мекце, едно јаренце подвршник го направиме убаво да биде како што треба, да си личе како што си треба. Пиење, 2 гајби стасат, ама порачаваме ше 2 ќе донесеме, да не ни се размане, да си биде како што треба. Скара се прави на големо, така? На големо, ептен како што треба. Ребренца, мекце, се што се следува, салати, по наши традиционално како што си личи. Да си биде на ниво. Значи, модаме да го поставиме овој празник, ден на трудот, малку забава со другарите, со друштвото, да го поставиме на наставен начин, со мала забава. Така. Времето се погоди денеска, иако метеоролозите кажуваа дека дожд ќе врне. Па сега добро, значи да продолжи и последните часови, добро до вечерните часови, да издржиме да си поставиме денот. Така. И за добра ракија, така ли? Со одлична ракија. И самата скопска. Инаку 1 мај треба да биде заеднички празник за сите земји, на кој работниците треба да манифестираат единство и солидарност во своите барања за подобрување на својата положба, затоа што тоа е денот на трудот кој произлеза од традицијата на работничкото движење. Но кај нас остана традицијата овој ден да се прославува на ваков начин, а одговора и тоа што е неработен ден и луѓето го користат за одмор и прошетка во природа.
Редици од граѓани, меѓу кои членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани и годинава ќе заминат на гробот на маршалот и ќе му одадат почит. Од Кочани заминуваат 35 почитувачи на делото на некогашниот председател на СФРЈ. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани во сабота тргнуваат за Белград да му одадат почит на некогашниот председател на СФРЈ Јосип Броз Тито. 35 членови на Кочанското здружение и почитувачи на ликот и делото на Тито во Белград пристигнуваат во недела, која ќе положат свежо цвеќе на неговиот гроб и на гробот на сопругата на Тито, Јованка Броз. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, како и секоја година до сега и оваа година, ќе отиде на гробот на нашиот патрон, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, за да го одбележи денот на неговото заминување од овој свет. Така и оваа година ќе отидеме во Белград и сега ќе положиме цвеќе и на неговиот гроб и на гробот на неговата сопруга Јованка Броз. На одбележување на денот на смртта на Тито ќе присуствуваат граѓани од сите краеви на поранешна Југословенска република. Најмногу словенци, а ќе има и од Босна и Херцеговина, Македонија и Хрватска. Членовите на Кочанското здружение ќе присуствуваат и на комеморативната седница во чест на маршалот. Во соработка со другите здруженија од поранешна Југославија, веќе вчера се пристигнати 2 автобуса од Словенија, има и други активности овие денови, а за утришниот ден, ова е трета година поред, се прави комеморативна седница во чест на маршалот Јосип Броз Тито, која комеморативна седница почнува во 11 часот во салата. Од Македонија секоја година се присутни само членовите на Кочанското здружение. Скопјани како да го забораваат делото на Тито, вели Николов. За жал може да го истакнам тоа дека од Македонија горе-доле само ние сме така поактивни. Од Скопје како што голем град и што најмногу треба да бидат благодарни на другарот Тито, некако дали намерно, дали не знам како го забрават неговото дело што е придонесел за Скопје и поготово после земјотресот. Николов и Трендов упатија апел до сите нивни истомисленици и почитувачи на делото на Тито да ги поддржат во акцијата. Сите кои одаваат почит таму одат со беџови со ликот на Тито, со знамење на СФРЈ и некогашниот сојуз на комунисти, како и со капи петокраки. Инаку Јосип Броз Тито почина на 4 мај 1980 година во болница во Љубљана, а на неговиот погреб во Белград присуствуваа повеќе од 200 високи личности, дури од 127 држави. Тито на чело на СФРЈ беше полни 35 години. Пристигнаа гостите на фолклорните ансамбли Лупчо Сантов и Кочани од Бугарија и Србија. Ке настапат на фестивалот Ѓурѓовденски обичаи, што ќе се одржи за време на викендов. Свеченото отворање на фестивалот е в петок во Ризари, а настап имаат и в сабота на летната сцена на Центарот за култура во Кочани. В недела е централното случување кога е планирана подготовка на зелници и матеница, како и дегустација на традиционални јадења, пошто се враќаат во Добриниште, Република Бугарија. В момента тука сега сме пристигани с околу 30 човека. Во Кочани пристигнаа околу 30 играорци на возраст од 8 до 60 години. Имаме луѓе што пеат, а повеќе мина се играорци. Во Кочани и Ризари ќе се представиме со нашиот пирински фолклор, кој содржи игри и песни. Повторно скромен спортски викенд. Фудбалските надпревари се играат на гостински терен, додека само еден кошаркарски меч во основното училиште Никола Карев. Советот на општината пред викендов пак донесе одлука за именување на градскиот стадион во Кочани. В сабота со почеток во 13 часот и 30 минути, ЖФК Кочани во Велес го игра првиот полуфинален надпревар од купот против екипата на Борец. КМФ Кочани во рамки на плейофот в сабота гостува во Прилеп, каде за противник го има фаворизираниот Хедис. Надпреварот започнува во 13 часот. В недела во 16:30 во рамки на третата Лига Исток, Осогово гостува во Радово против Напредок Здравје. Еден кошаркарски надпревар на програмата викендов. В недела со почеток во 13 часот во рамки на М18 лигата. Баскет Дино се среќава со Куманово.
поради скршената табла во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов. Местото на одржување на оваа средба е поместено во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Тренерот на баскет Дино Сашко Лазаров информира дека до јуни, додека не заврши правенството во првата кошаркарска лига, нема да биде познато дали неговата сениорска екипа ќе се надпреварува во втора лига. Иако голема е веројатноста, доколку се суди според најавите на Кошаркарската федерација, дека третата лига најверојатно ќе биде укината. Во недела во Радовиш ќе се одржи државно правенство во борење слободен стил за јуниори. Правенството е наменето за борачи родени 1994, 95, 96 и 97 година. На државното правенство ќе се одржат надпревари во 8 категории. Боречкиот клуб Спартак во Радовиш ќе патува со тројца борачи. Иван Јанев во категорија до 60 кг, Глигор Анев во истата категорија и Бојан Симеонов до 66 кг. Советниците на последната 18-та седница на Советот едногласно го изгласаа предлогот фудбалскиот стадион во Кочани да биде именуван како Никола Мантов. Одлуката веднаш најде на конфузија во јавноста поради малку познатиот факт дека стадионот досега името го носеше неофицијално и тоа цели 40 години од трагичниот настан во 1973 година, кога Никола Мантов, 23 годишен фудбалер на Осогово, почина од срцев удар на надпреварот против ФАС 11 октомври. Ги гледавте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!